заради јавноста, новинарите и присутните колеги, дека оваа комисија нема деловник за работа. Комисијата за финансирање има, а оваа комисија нема деловник за работа и со оглед на тоа не може да ни бидат ограничени говорите и така натаму, како што впрочем истото го има и на останатите комисии. Кога тоа ќе се направи, зависи од волјата, политичката волја на сите политички субјекти кои што го сочинуваат ова собрание и каква динамика ќе има процесот наречен Жан Моне. По однос на она што го кажав и предходно, немаше пренос, почитувана моја колешка, морам да кажам дека во вашиот предходен говор пред да дадете пауза, кажавте дека имало лични навреди кон вас и кон службите, што е целосно, апсолутно неточно и невистина. Напротив, јас и сите мои колеги за вашето досегашно работење до пред 2 дена, јавно тука на говорница велевме дека како ретко кој председател на комисија имате разбирање за опозицијата, покажавте некаков демократски капацитет и јас тука од оваа говорница јавно и ви се заблагодарив за она што ние го побаравме како стенограми, а го дадовте и нешто што не сме го доживееле досега од некои председатели на комисии. Јас тука навистина не знам каде се навредите, кои се навредите. Ако некој сака да анализира, дали се тоа новинарите или јавноста или колегите пратеници, слободно можат да ги отворат нашите говори и да видат дека нашите напади не се кон вас, туку кон личностите кои што вашата партија и вашата коалиција сака да ги устоличи незаслужено на една од највисоките позиции во државата, а тоа се уставни судии. И ќе ве замолам, почитувана колешке Марија, во име на нашиот коректен однос до сега, да неа, без разлика на сите насоки кои што ги добивате, јас разбирам, имам разбирање за тоа, но вие имате личен интегритет за да кажете дека ќе работите согласно деловник и устав, но и согласно взаемно почитување со колегите од опозицијата. И зошто велам нашето разбирање беше до моментот пред 2 дена, именно, јас за волја на вистината не бев присутна на таа седница, ја гледав подоцна на видеоматеријали. Нашата колешка Бети Стаменковска-Трајковска имаше прилично долг говор, односно ги кажуваше сите скандали и криминали кои што по сила на закон и по сила на устав јавниот обвинител сегашен, а иден, така тој мисли, уставен судија требало да реагира. Сега, таа зборуваше 10 часа, непрекинато. Без да ѝ се даде 1 минута пауза, да, сите сме луѓе, да обави физиолошки потреби и да продолжи со својот говор. И сега, бидејќи сте сега нов, условно кажано, пратеник, но не мора да сте нов за да ги знаете преседаните во ова собрание кои ги има направено, и за жал стана собраниска пракса, токму оној кој што најмногу навредува, а вие не гледате дека има потреба од негова дисциплинска постапка, разрешување и одговарање по етичкиот кодекс кој што го направивте парче хартија кој што не вреди за ништо, не дојдовте да направите кворум и да се дебатира, Талат Џафери. Еве, колешке, ќе ви кажам.
далечната 2011 или 12, нека ме коригираат присутните, господинот Талат Џафери ги барав стенограмите од таа седница ми кажа во службите дека бидејќи седницата не била таа комисија не била завршена, но добро упатените, јас не сум била тогаш пратеник, добро упатените, имаме пратеници од тој состав, имаме и дел од службите кои што биле присутни, за законот за бранители, знаете, бранителите во 2001 година, оние кои што не извадиле потврда дека се трајно неспособни, како што тоа го направил вашиот лидер на партија Ковачевски, со медицинска белешка дека е трајно неспособен, а претходно и оној Зоран Заев исто така велеа дека дезертирал, така, не тие, туку се носеше закон за бранители за оние кои што на повик на државата, резервисти и домолюбци се јавија, се отповика да ја бранат државата. Во тоа време, господинот Талат Џафери во коалиција со нас, за да оневозможи да се донесе законот за бранители, применувал филибастеринг метода, која што се состои од читање на книги, прилично креативно, но и која што се состои од начин на изразување на револт, а тоа е молчење. И кога сме кај молчењето, почетокот на седницата, закажувањето на нова седница. Значи тој почнува, најавува дека ќе молчи и си молчи така, не знам колку часа, се прекинува седницата, се презакажува таа седница некој нареден ден, ама тој најавува на председателката на комисијата дека има партиски обврски во ДУИ, председателката на комисијата тоа го одобрува, што ќе каже не ја закажува седницата, и закажува нова седница во која што тој, сегашниот председател на собранието, вели јас не сум завршил со мојата мисла. И продолжува да молчи. И така, пластично да ви објаснам, како вие треба да постапите, колешката Бети Стаменковска-Трајковска зборуваше 10 часа. Сега, таа, не можејќи повеќе да издржи, а кај не заимало 300 јавно кажани скандали кои што Љубомир Јовевски не ги разрешил или не покренал иницијатива за нивна истрага или не покренал иницијатива за нивно разрешување, и бидејќи после 10 часа вие како председателка на комисијата, па јас би рекла, еви, човечки е да кажете, давам 5 минути пауза, а таа кажала дека не е завршен говорот, затоа што изнела само 203 скандали, до 300 има уште. Знаете, вие не може да ограничите мисла и говор на некој кој што сака да говори, а особено за една ваква позиција. А особено за еден ваков лик. И вие тука е моментот, кликот, кога вие ја прекршувате она добра пракса ваша со опозицијата и од тука почнуваат нашите негодувања и
нашите критики кон вас, а не навреди. Многу далеку сте од вистината за навреди. Едно е да ве критикуваат, а друго е да ве навредуваат. Најголема споредба ќе направам со јавната телевизиска навреда која што Талат Џафери ја направи према службите и остана несанкционирана, невидена од ваша страна, без кворум да се одржи комисијата и без тој истиот да одговара пред нас како пратеници, но и пред македонската јавност. Дури оди и потаму, тој се прогласува за монарх, се прогласува за уставен судија. Мува не го лази на телевизија, му го гледа в интервјуто во прилично весела состојба. И вели, јас го спроведувам уставот. Референдумот е највисок степен на изјаснување на граѓаните и е највисок чин на демократија. Талат Џафери, согласно деловникот за работа, стрикно процедура пропишана, го фрли вака деловникот и кажа јас сум тој што одлучува, јас сум уставен судија и од тука ми е мене дилемата и не само мене, туку веќе ако слушате и од страна на експертската јавност, дека не ви треба уставен суд. Не ни треба. Талат Џафери ке си го пратиме и безформално образование истакнат правник и нека ги замени овие кои што насмеа нашала, сакате да ги пуштите да ценат и да одлучуваат за прекршување на слободите на човековите права. Пратете го Талат Џафери, не мора да го гласаме ние тука. Он се самопрогласи за уставен судија. Он се, па јас не знам како не се осеќате понижени, затоа што сите ние 120 пратеници сме еднакви. И сите ние 120 пратеници имаме исти права. Како сега ние 119 пратеници немаме право на пленум да одлучиме за референдумот, ама тој има право да одлучува. И како вели, јас не го толкувам, јас го спроведувам. Ајде, што е тоа сега? Точно има пропишани деловнички процедури што требаше да направи. Дури и да изглуми. Тој и тоа не го направи. Зошто? Затоа што видите, ДУИ, партијата ДУИ, е толку многу години на власт, што државата не само што си ја чувствува за своја своина туку, како да има тенденција на дека еве се е нивно, сите институции се нивни. Па бидејќи знае во каква подредена положба сте вие и дека кичмата до толку ви е скршена што и да ви побараат, вие ќе дадете, тука ниту еден пратеник од вас не стана да каже, па доста е, што е ова? Глуми тука Талат Џафери дека штеди електрична енергија, можат да видат новинарите, нека одат по ходниците и по тоалетите да видат дека кобајаги се штеди струја. Арно ама, првиот, како, па мора и точно да го кажеме, првиот вице-премиер, во неговото измислено Министерство за ништо, примил ни помалку ни повеќе 1600 вработени. Кај е тука штедењево? Ке каже некој? Од ДУИ? Или од СДСМ?
Ке каже, ке гукне нешто. Не, јас процедурално реагирам. Немојте да ме прекинете, никако не можете да ме прекинете во процедурално. Председателот на собранието, почитувана колешке Марија, се обидувам тоа да ти го кажам, дека сите преседани на прекршување на процедурата ги има направено председателот на собранието, нашиот колега Талат Џафери. И бидејќи тој истиот многу често се повикува на собраниска пракса, еве ја таа негова собраниска пракса, да молчи неколку дена, а председателот на таа комисија истото да го одобрува. Тоа сакам да ви кажам, дека нашата колешка Бети Стаменковска-Трајковска го нема завршено својот говор, има 300 скандали кои што сака да ги објасни, да ги објави, да ги каже. Може би некоја институција ќе се заинтересира за кадарот кој што сакате да го вдомите во Уставниот суд и ние инсистираме колешката Бети Стаменковска-Трајковска да си го продолжи својот говор, затоа што вие ја прекинавте, односно прекина незиниот говор, објаснив од кои причини. Било кој човек 10 сати да зборува, сигурно дека ќе има потреба од пауза од една минута. А што се однесува, колешке почитувана Марија, не знам убихачка, предлагајќи го овој Јован, дали, овој Љубомир, дали го читате Уставот? Јас знам дека на вас Уставот не ви значи ништо како на партија. Бидејќи како ви значеше нешто, немаше да се отвара секој 2 години. 200 години у Америка не е чепнат Уставот и никој, ама на никој не му текнува да го чепне. Ама вие, секогаш кога сте на власт, се отвара Устав и то се отвара Уставот за се помалку и помалку да ја има таа македонска нишка за која што се бореле токму тие бранители, за кој што закон за бранители Талат Џафери молчел и не сакал да се донесе. Читал поезија. Не сакал да се донесе законот за бранители. Еве само од мојот град 200 припадници на резервниот состав беа повикани и се одзва на повикот на државата. 200. Колку загина? Многу. Арно, ама сега читаме дека вашиот лидер бил трајно неспособен за да се отповика на државата кога го вика, па се запрашувам, ако тогаш со писмена медицинска белешка е потврдено дека е трајно неспособен, како сега ќе води вака комплицирани процеси во државата и како ја води партијата и како ќе ја води државата, прашање за многу институции. Кога сме кај овој, Уставот, кај Љубомир Јовевски, во Устав е регулиран статусот на јавното обвинителство. И вели, единствен самостоен државен орган кој ги гони сторителите на кривични дела и на други со закон утврдеви казневи дела, член 106. Јавниот обвинител го именува и разрешува собранието за време од 6 години. Арно, ама, во Уставот, сега зборувам за Устав. Функцијата јавен обвинител на Република Македонија и јавен обвинител е неспојива со членување во политичка партија или со вршење на други јавни функции и професии утврдени со закон. И до тука сме во ред.
член 107. Јавниот обвинител ужива имунитет, за неговиот имунитет одлучува собранието и дека тој се пензионира согласно закон. Сега, тука е кваката. Љубомир Јовевски има 68 години. Това на колешке Ласовска. Ако 68 години, говор за предмет на закон. Ако 68 години, се до процедуралната забелешка, ве молам. Многу ви одговара вака да не слушате нешто што е многу важно. Пред само неколку месеци или година донесовте вие закон, Марија, во кој што гласавте и вие, дека мора да се оди во пензија со навршени 62 или 64 години. И слушаме деновиве еден куп суди, кои што и обвинители, кои што ги исполнуваат законските услови на законот кој што вие го донесовте, сега, скоро, сакаат да продолжат, ама не им дозволуваат. Им викаат, закон донесува се да се мајдуи. Како бе ово и ово уште не сте го пензионирале? Има лекс специјалист за Јово, се го грешам, Љубомир. Има лекс специјалист, нацртан е неговиот личен профил и викате, сите обвинители суди ќе одат на 60 и таму колку години пензија, ама овој нема да оди, оти треба да го пикнеме у Уставен суд. Така, и ако има некој ваков закон, еве дајте ми го да го видам. Зошто Љубомир Јовевски не е веќе во пензија? Па оттаму, еве да го кандидиравте со устав, регулирано нешто со устав. А и закон кој што го донесовте пред некој месец. Вие го донесовте тој закон и согласно тој закон суди одат во пензија, сакаат да продолжат, ама не продолжуваат. Сега, не сум правник, еве правнициве, колегиве, нека ми објаснат како е можно Љубомир Јовевски уште да не е во пензија и зошто не е во Това на пензија. колешке веќе неколку пати ви кажав. Ама јас ви кажувам многу клучни нешта, почитувана колешке. Еве ви оставив простор да направите, значи ви оставам простор. Ама немојте да ми упаѓате во збор сега. Немојте да ми упаѓате во збор. Ви оставив простор да направите список колку луѓе се пријавени за процедурално забелешка. Така е, почитувана колешке. Ве молам, придржете се кон процедуралната забелешка. Согласно членот 91 од деловникот. Да се оддалечувате од процедурална забелешка. Не, па така ве молам, веќе неколку пати ви укажувам, ве молам. Согласно членот 91 од деловникот на Собранието на Република Македонија, како вие како председателка на Комисијата за избори и именување имате обврска да створите ред, како што, впрочем, и председателот на Собранието треба да воспостави некаков ред. Која е мојата цел вам, како на колешка, да ви објаснам како течат работите, како ќе течат во иднина и зошто нема да течат. Собраниски пракси ви објаснувам. Молчел, читал поезија, отфрлил иницијатива пред 3 дена за референдум, прогласувајќи се за најголем, најпаметен и најмоќен од сите 119 и од сите 120. И јас ке те прашам, еве тебе, граѓаниве кога гласаат само за Талат или гласаат за сите 120 пратеници? Ние како пратеници и граѓаните ни го пренесуваат суверенитетот нивни да одлучуваме или само Талат одлучува? И ако е така, ке те замолам како моја почитувана колешка да ми го кажеш членот на деловникот и во Уставот
и во деловникот кое, за да разберам јас врз основа на кој член од деловникот и уставот Талат Џафери одлучи по нашата референдумска иницијатива, не ние 120 пратеници тука, како што беше со Преспанскиот договор, кога ловеа во матно, кога се мешаше водата, тука добро знаеме како беше, кога праќа емисари од близок хотел во центарот и од некои други центри на моќ, па сега амбасадори ќе ги праќате и координатори за НАТО и не знам шо, кој тоа одлучил дека ние 120 пратеници, без да кажеме во нашите програми кога се судираме на избори, дека ќе менуваме име и дека ќе менуваме устав за бугарите да ги внесеме во уставот, кој тоа има право? Нас граѓаните не бираат на програма. Толку километри патишта, толку згради, не знам, толку автопати, не знам, образование, тоа се концептите со кои што ние се судираме на избори. Јас вас не ве слушнав, а не само јас, не ве слушна и граѓаните дека бугарите ќе ги внесувате во уставот. Напротив, се сеќавам на една, така би рекла, баш прилично зовриена атмосфера во град Скопје, бугари, кога вие протестиравте и ги викавте пред оваа советничката група на ВМРО-ДПМН, бугари. И сега, кои станаа бугари? Кои? Јас вас не ве слушнав на избори тоа да го кажете, што ќе каже дека, еве да скратам мислата, што ќе каже дека ние 120 пратеници тука имаме пренесено право на граѓаните исклучиво само за тоа што сме го ветиле на избори и ништо повеќе. Ако некаква иницијатива во меѓувреме, јас не велам дека во одредени моменти на коалицирање, тоа е тешка работа, различни карактери, различни програми, дека не треба да се направат одредени компромиси, и го разбирам тоа, но за ваква крупна работа за македонскиот народ, кој е бе Талат Џафери да одлучува? Кој му го дал правото? Ама кој му, кажи ми кој му го дал правото на Талат Џафери да одлучува дали ќе има референдум или ќе нема референдум за прашање за кое што македонците најмногу ги боли. Не. Ова е тема која што процедуралната забелешка. Може ли да ме дослушаш за да ти кажам зошто е оваа тема важна? Ако го изберете Љубомир Јовевски, ќе дојде еден ден представка за ова што го направил Талат Џафери во Уставен суд и он треба да одлучува. Не може Љубомир да одлучува. Кога не одлучил да покрене иницијатива за 300 криминали. Не може она како се викаше што ја избра. Како се викаше она што ја избра. Татјана да одлучува. Па слушате ли дебатни емисии, еве не мене. Ја не сум правник. Не мене. Дали слушате стручни дебати во кои што учествуваат професори, врвни експерти по уставно право и по право, учесници во шарена револуција, луѓе кои што ВМРО-ДПМН не сакаат да го слушнат, а не па да се припадници на
нашата политичка партија. И се срамат луѓе од Тања Васич што сте ја изгласале. Пази, Това на колешке прво сте ја предложиле, а после сте ја изгласале, па имали интегритет. Знаете ли што велат? Велат дека, ма како надвор од процедурално, се е ова во врска со процедуралното. Се е ова во врска со процедуралното, колешке. Значи не можете да давате образложение со говор изборување за референдум за председател и така натаму. Нема завршено со нејзиниот говор. Ве молам, држете процедуралната забелешка. Дека прекршувате свесно членот 90. Ве молам, почитувана колешке. Многу добро знаете, бидејќи вие сте искусна и ги познавате многу добро состојбите во ова собрание. Ако говорникот, значи член 90, став 3, ако говорникот и по неколку пати повикување не се придржува за прашањето, председателот му го одзема зборот. Навистина сметам дека со исклучително внимание ве слушам, ви кажав и ви укажав неколку пати дека излегувате надвор од процедуралната забелешка. Говорите, односно отварате материјална расправа. Ве молам, бидете љубезни, завршете ја вашата мисла, овозможете да продолжиме понатаму со работа со останатите пратеници. Ви благодарам што ме сослушавте, почитувана колешке. Со самото тоа што престанав да зборувам додека вие говорите, укажувам респект кон вас како кон колешка. Со самото тоа што престанав, а не треба да му паѓате во збор. И тоа добро го знаете. Ама ајде. Да. Ајде, пробај. Ова е процедурално, не е говор на... Значи, јас реагирам процедурално. Ајде да ви кажам уште еден пример. Не. Марија. Ај уште еден пример. Ќе ти кажам, еве нема талат да го спомнам, многу сте осетливи на негово спомнување. Ама што да, ја морам да го спомнам зашто собраниската пракса он ја почнал. Сега уште еден пример, сега ми текна. И бев присутна на тие комисии. Имено, многу често го цитирам овој пример, ама ети, тој стана собраниска пракса исто од вас. Кога бевте опозиција тука, Комисијата за образование, наука и спорт, Законот за донесување на универзитетите Дамјан Груев и Мајка Тереза, имавте како опозиција тогаш неколку 900 и нешто амандмани, процедуралните говори, ваши колеги беа тука. Шилегов, Сугаревски, Рената Десковска, многу беа, да, внесени. Нивните говори, побарајте ги, нивните говори почнуваа со процедурално, врска немаше од процедурално, говори, како да ви кажам, ова Груевски, она Сашо Мијалков, ова Груевски, ова Сашо Мијалков, процедурални, тука се службите, прашајте ги. Траеле седниците. Сега вие, кога веќе сме кај тоа, нели многу шарената ви беше нема правда, нема мир, Сашо, Струга е? Каде? У Струга го пративте на Глисер да отслужува казна. Нека не се јавува и го слушам гласот на една, нека не се јавува да брани, оти не знае. Нека си молчи, подобро е да си молчи. Оти тоа нема да помине онака како што мислите. Саше, оти го пуштивте на Глисер. Писма ли од Глисерот да ни праќа? Или нов Саше има? Кој е Саше сега? У Вице имаше едно интервју, само што стана Заев премиер, се сеќавам, многу кратко после тоа, и Вице Заев и вика, јас немам намера да бидам новиот Сашо Мијалков, баш така.
Баш така беше интервјуто. Вика, јас немам намера да бидам новиот Сашо Мијалков, а он уствари сите сакале I wanna be Сашо Мијалков. Сите они репер им бил овој. Репер му бил на вицето, Сашо Мијалков му бил репер. Ве молам, почитувана колешка И сега он завршите не вашата знам, мисла, ги ценили некои нивните имоти, Антонио, докај сме со разрешувањево на овој, како се викаше од финансиската полиција, докај се разбраали колку имоти има овој, па овој, разбраали додека праќаат на граѓаниве да штедат и да се капат со тенок мласна вода, разбрали колку имоти има овој, па и оној од евроинтеграцiji, оној Бојан, ке се заканувал дека еве тука он имал европско, како рече, европско ориентирани пратеници од ВМРО. Види, молим те. Пази, молим те. Супилни ли закани тоа ке ни правите вие на нас? По, еве, додека ги унапредивте она... Па во НАТО отиде една... Името бе неќам да ја го спомнам. Името. Кај бате Саше одеше на баци рака, не знаеме колку пари и даде. Да, баш така. Станови купила. А во меѓувреме, не оваа колешкава што се смее, што е смешно, што ќе ве бројат во иднина во листата на предавници, тоа смеј се. Смеј се, да. Коте од рулја да си прочитате кој бил. Во македонската историја, не во бугарската, во македонската историја коте од рулја кој бил. Така, да им кажете на оние што ги избравте во комисијата за историски прашања, коте како завршил. Коте од рулја, предавници бре. Абе сега, колега, ако си мислиш дека припаѓаш на партија која што ја води некој кој што го прогласиле за неспособен трајно и си ја имаш мувата на капата, тогаш оди си. На крај на ден види, нашите говори ги ценат сите. Дали си ти во право, Велешко Болгарче или јас сум право, Иво Велес и во Свети Николе ке си ценат граѓаните. Немој така сега. Немој така. Почитувана колешке Ласовска, ве молам. Ама зошто бе Марија ми упаѓаш во збор? Ве молам, почитувана колешке. Ама немој ке се замориш. Ве замолувам, ви укажувам неколку пати, излегувате надвор од процедурата, почнувате со материјална расправа, бидете љубесни, завршете со вашата мисла да продолжиме со работа по седницата. Ова не е процедурална забелешка, излегувате надвор. Ма јас имам уште да зборувам. Вие мислам дека сте пријавени за збор, апсолутно сите ќе ве чуеме кога ќе имате говор. Ве молам, завршете со вашата процедурална забелешка, завршете си ја вашата мисла секако. Повелете, колешке. Прво, Марија, зошто ми упаѓаш у збор? Ја на вистина те ценам и почитувам како колешка, зошто да се расправаме за некој кој што историјата веќе го запиша како предавник. И шо сте толку осетливи, па нема правда, нема мир и 20.000 прислушкувани граѓани, вие го кажавте. И шо сега сте толку сензитивни на спомнување на неговото име? Сега го пративте да ужива, ама па добро, еве, јасно ми е дека имавте дилови, ама зошто сте па толку сензитивни на неговото спомнување? Нели како викавте, се шупоти? Еве, не се шупоти, гласно се зборува и ние прашуваме за штетата на државата и на партијата и ние гласно говориме. Јас па мислев, шарена револуција ќе има некоја, која, еве, гледаме апелација, мислам, не одлучуваше. Чекате, шо чекате, не знам, ја мислев шарена револуција ќе има. Затоа ли се барикадиве пред собранието уште не тргнати? Затоа ли собраниево не може да функционира? Пратениците да се
да одат само од задната страна, ама не ми е јасно. Еве на пример во функционирањето, Марија, во функционирањето на собранието, ве молам почитувана колешке веќе неколку пати за Абе Марија, не ми упаѓају збор сега, не ми упаѓају збор. Ве молам држите. Ама да ти кажам, вака Марија. Зборувате се и се што влегувате во материјална ама то се и се што го живееме секој ден тука. Ве молам почитувана колешка, завршете ја вашата мисла. Излегувате надвор од процедуралната забелешка. Ве молам. Видете, председателке, во функционирањето на пратениците во собранието на Република Македонија се има врска. И условите внатре, и условите надвор, и начинот на регулирање на оние кои што патуваат, значи има закон за собрание. Нивна безбедност, уште, еве, јас, например, уште гледам дека еден од колегите се шета со лично обезбедување. И по лифтот и по скалите има лично обезбедување. Зошто он да се шета со лично обезбедување, а јас да не можам да си влезам од онаа страна од која што влез на собрание? Зошто ги чувате уште барикадите? Шарена револуција ли ќе правите нова? За криминалот на Заев, на Вице, на Сашо, на... Знаете како? Предходниот француски амбасадор кој што си замина од Македонија, многу добра дефиниција кажа за нас, како држава. И јас се сложувам со тоа. Република Македонија ја контролираат неколку фамилии. И кога ќе слушнеш збор ја контролираат, асоциација добиваш на оние наркокартелски држави, како што се Мексико и други некои кои што Колумбија и такви држави, ама види, амбасадорот беше во право. И сега кога ви кажуваат американската амбасадорка што си замина сега, кажа дека судството, доверба во судството, граѓаните имаат 8%. Овој ти вели фамилии ве управуваат, оваа ти вели 8% граѓаните имаат доверба и вие упорно на нас како на опозиција, ние немаме друг начин освен тука. Не ви давате збор, а нас зборот ни е единственото орудие. И сега некој тука ќе не праќа на психијатар. Што да кажам? Ајде да одиме сите. Едно време имаше, што да правам ко памтам. Едно време имаше исто така иницијатива од едни наши колеги во собранието да има освен лекари, да има и ова на полицијава, како се викаше, за алкохол мерење, дрегери и тестови за дрога. И такво да има. Да, во претходниот состав имавме, ама ја сериозна сум. Пребарете ги стенограмите, ќе видите. Барање од колега кој што не беше од ВМРО-ДПМН, да има вика дрегер и да има тестови за дрога. Еве сега добро, во ред, сосема, окей, сосема во ред. Ајде и тоа да го воведеме. Да го воведеме. Оти види, на крај на ден, кога гледам народ, што се поминува низ ова собрание, нешто што не можеа македонците ни да замислат, ни да помислат во најлошиот сон, дека некој вакво нешто ќе прави на државата, Бога ми треба психијатар. Конзилиум на психијатри треба. Треба. Викнете си. Ако треба, Бога ми да. Да, апсолутно. Се согласувам. Велешко Българче. Благонадежно. Се согласувам. Апсолутно сте во право. Сега. Не знам, јас пасош немам бугарски. Не. Јас пасош бугарски немам, колега.
Велешки, благонадежен българин. А сега, колешке, вака сега. Во процедуралната забелешка, Процедурална забелешка, излеговте, веќе не знам што да Не сум кажам. излегла, тука сум Користевте уште. токму сега, а вие рековте дека не сте користеле навреда, токму сега навредивте колега. Ако а не ти памтите не што сте слушна кажале, како рече јас сум он, должна тоа да не е povedам навреда. пред ова собрание. Пак имаш селективна Излеговте меморија. надвор од процедурални Марија, забелешки. пак имаш 50 селективна- минути ве слушам коректно, Пак ли без да ме имаш прекинувам. селективна меморија? Само ви Како укажувам така дека излегувате селективно надвор од слушаш? процедурални Само